Нови мерки за домашните компании најави министерот без ресор Зоран Шапурик при денешната средба со менаџерскиот тим на Мак Прогрес од Виница. Еден од сегментите е да по завршна сметка, ова компанија веќе има инвестиции во изминатата година, оние компании кои што имаат раст, да добијат дел од инвестираната опрема по завршната сметка и по усвојање на законската регулатива во хали, но исто така и во нови вработувања, и тоа секоја година наредна по поднесување на завршна сметка. За компаниите кои се извозно ориентирани, од исклучителна важност е нивните компании да бидат добро презентирани во странство. Очекуваме новите економски аташеа кои владата планира да ги вработи. Би сакале да им бидеме нивни домакини, да се запознаат со капацитетите на Мак Прогрес, како би после нивниот ангажман би биле наши амбасадори, економски амбасадори во странските земји. За една општина да може економски да се развива и да се отвораат нови стопански капацитети, неопходна е поголема соработка на општините со државата. Се надеваме дека подобрата соработка со владата на Република Македонија ќе даде допринос за поголем број на инвестиции во нашата општина. Една таква инвестиција е најавена од страна на фабриката Мак Прогрес. Надеваме дека бирократските процедури ќе ги поедноставиме и ние и законите кои што ги има во Република Македонија и во иднина овие работи ќе можеме многу побрзо и пократко да ги решаваме. Мак Прогрес е една од најголемите прехранбени компании на Балканот со над 750 вработени. Производите на Мак Прогрес се продаваат на дури 5 континенти. Компанијата важи за една од најуспешните извозни приказни од Македонија.